Николчо Илиев е нов градоначалник на Кочани. Општинската изборна комисија денеска му го врачи уверението за раководење со општината во наредните 4 години. Резултатот е огромен, тој радува, меѓутоа и обврзува. Тоа значи, резултатот покажува дека граѓаните од нас очекуваат резултати. Тоа нема да биде ни малку лесно и едноставно, бидејќи како што имав прилика за време на 3 недели кампања, во Кочани, во селата, во околината има многу нешта кои што граѓаните очекуваат да бидат направени и поправени. Тоа значи дека од денеска седнуваме и размислуваме како да ги решаваме проблемите на граѓаните. Со Советот очекувам една коректна соработка, заради тоа што нашата задача и нашата цел е да направиме услови за подобар живот на граѓаните на општина Кочани и тука не гледам никакви обструкции. Во исто време беа доделени и уверенијата на избраните членови на Советот на општината, од кои мнозинството се од коалицијата на СДСМ. Имавме многу убава кампања, убави избори, се надевам да ќе продолжиме во тој стил, отворени према сите, значи да направиме општината отворена за сите. Верувајте дека ќе бидеме конструктивна опозиција и дека ќе го следиме секој чекор на градоначалникот и на советниците, односно на нивните програми, и верувајте дека тука ќе бидеме во служба на народот и на служба на граѓаните. Советничко место на овие избори освои граѓанската коалиција Младите за Кочани, кои веднаш упатија апел до новото раководство на општината. Апелирам да се посвети повеќе внимание на младите. Со ова не сакам да ги деградирам по старите генерации во општината, но апелот се должи на тоа дека ако сакаат да останеме овде, а не тие да бидат сами со штурците и чавките, мора да се посвети повеќе внимание на младите и младинските политики. Инаку, Николчо Илиев ја доби поддршката од граѓаните со 11.622 гласа, што е 3.800 повеќе од неговиот против кандидат Радко Димитровски. Од вкупно 19 советнички места, 10 освои СДСМ, 8 ВМРО ДПМН и едно советничко место освои независната листа Младите за Кочани.